Здраво на сите! Нов ден, нова авантура! Денеска се наоѓаме во градот Бамберг, градот во кој живеам веќе 4 години. Денеска ќе ви го покажам во мој стил. Останете во видеото за да дознаете големата тајна на ловот на вештерки што се случува во 17-тиот век во Бамберг. И не, ова не е бајка, ова е вистина. Но пред да дознаете се за вистинскиот лов на вештерки, ќе одиме да ја видите нечудната градба во Германија. Но за тоа треба да се вратиме во 14 век. Бамберг има една од најлудите општински згради во Европа, а за тоа е виновник еден бискуп во 14-тиот век што бил толку скржав што не сакал да ја даде ниту едно парче земја на жителите на Бамберг за да се изгради своја општинска зграда. Но замислете што, без да се бунат и да плачат, се собрале заедно и забиле колци во реката Регинц и изградиле вештачки остров. На него, еве ја денеска, градската куќа во Бамберг. Што значи? Кога се сака, се може. Кога не се сака, се бара изговори. Завеме една мала тура низ Бамберг. Да пробаме нешто, да јадеме, а? Па не знам што да јадеме нешто. Не, малце. Да пиеме нешто? Може едно пиво. Ама само да видиме дека има нешто слободно. Лално. Денеска у недела баш многу гужва има. Што сакаш да пиеш? А? Аперо. И па може, само не знам у тоа таму дали има пиво. Треба да видиме. Луѓе, како ви се свиѓат влоговите од Бамберг? Пишите у коментари дали сакате да продолжам вака да ви снимам од минатото и од сегашноста видеа, исто вака у костими и у некоја поинтересна облека. И обавезно ставете subscribe и пишете коментар. За да продолжиме да снимаме уште поинтересни и полуди видеа. Живце за живце. Уа! У моје време пивото беше појако. Ние во Македонија сушиме месо и колбаци, но германците сушат и пиво. Ова е едно од најпознатите пива во Германија и во Бамберг, познатото чадено пиво. Настанало така што пред неколку векови на еден многу сиромав пивар му изгорела пивницата и тој морал да го продаде тоа пиво, што мирисало на чад. И тоа толку и се допаднало на луѓето што традицијата и ден денес продолжува и се произведува во цела Германија, највеќе во Бамберг. Пивото во Германија не се смета за алкохол, туку за течен леп. Во минатото, кога водата била многу загадена, жителите, исто и децата, само со помал процент на алкохол го пиеле пивото во замена на вода. Ајде сега да пробаме, пошто иако живеам во Бамберг 4 години, се уште го немам пробано ово пиво, да видиме дали навистина е со вкус на колбаси. Ова ќе биде искрена реакција. Стварно како да пиеш пиво и да јадеш чајна кај нас пред продавницата на Вестник со вегета или на Билтен. Ово ти е економија. Пиво и чадено месо или чајна само во една чаша. Пиеш и уживаш. Ово чаденото пиво стварно чаде. Еве сме на познатата Занштрасе у Бамберг. Тука се собират сите пијаници. Мислам сега, не се сите пијаници, али некој пат се собери и некој што чисто е дојдел само да проба нешто, некое пиво. Тука секоја вечер можеш да видиш луѓе како си седат, пијат си пивци и си уживат. После со Дијана ќе се вратиме и ние ќе направиме тука една седенка, уште по некое пиво да пиеме и шал.
И доста беше со пивото за денеска, сега ќе ве носам да го пробаме највкусниот сладолед во Бамберг, а потоа ве носам во Венеција. Еве го познатиот и најубавиот сладолед во Бамберг. За жал не можевме таму да седеме бидејќи беше многу гужва, но сега дојдовме на уште поубаво место, градината на розите во Бамберг. Да го изедам сладоледо и после ќе ви ја покажам целата градина на розите. Сладоледо е преубав. Видите во. Сега се наоѓаме во градината на розите во Бамберг. Во оваа градина има околу 4500 цвеќиња од 50 различни видови и сите тие се тематски распоредени во 70 прецизно насадени леи. Моментално гледате во Мала Венеција. Та точно, Бамберг е познат по називот Мала Венеција, бидејќи има многу рибарски мали дрвени кукички кои се изградени на реката. Еве си најдов сега и нова другарка, мојата другарка Шатка. Здраво, Шатко! Не ме разбирам. Мора да изборам на нејниот јазик. Ајо, Шатко, шо правиш? Шатко, убава. Ајо. Мислам дека не треба да изсметаме. Она си се бања. Ништо. Чао, Шатко. Бај, чао, ауф, јашај. Кога одете низ Бамберг се чувствувате исто како да сте на море, значи града од сите страни на вода и истиот филинг е истото ветерче кога сме на одмор. Ние прв пат кога дојдеме у Бамберг, не ни се допадна искрено многу, пошто беме само на неколку места, у неколку ресторани и кафичи да пиеме кафе. И таму новиот дел нема нешто посебно неисто, али после тоа кога почнаваме да го истражуваме и кога се доселиме тука у Бамберг, откриме толку прекрасни места, толку убави нешта, зашто стварно Бамберг е стварно посебен град. Има толку историски случаи, што се искрено малце луди. Не знам дали ги има у некој друг град. Тука пред нас има една врата, сега ќе ви ја покажам. Малце е крива и сите се сликат со неа. Кога и да поминеш мора да има некој. Еве сега има една жена, ќе ја почекам да се тргне по да... Еве. Таа позната врата што сите се сликат со неа. Малце е крива. Денеска се наоѓаме на едно место каде што времето како да застанало. Во овој стар дворец, овие ѕидови кријат мрачни тајни, што се догодиле во 17-тиот век. Големиот лов на вештерки, една од најголемите мистерии во Бамберг, но и во Европа. Тогаш, ако имало град или лошо време во Бамберг, луѓето можеле со прст да покажат кон тебе и да те обвинат дека си вештер. Така се случило со околу 1000 луѓе во Бамберг. Главна мета биле богатите луѓе и откако ќе биле осудени за вештерство, кога биле погубени, својот имот и се што имале заработено пари, злато и се друго, земја, припаѓало на црквата. Единствен доказ за ова, што останало од старото време, и ова е било вистина, е писмото на тогашниот богат градоначалник, кој успеал да го прати на својата ќерка. Во ова писмо тој пишува: Мила моја ќерко, мораш да признам дека сум вештер, исто како и сите други овде, иако сум невин. Под овие тешки услови и начини на измачување и испрашување, секој мора да признае дека има врска со вештерството, иако сите сме овде невини. Ова е стариот дворец во Бамберг, каде што се суделе и одлучувале сите мистериозни работи што се случиле во минатото. Ова е Бамбергската катедрала.
Тука е закопан Климент II, единствениот папа закопан северно од Алпите, и неговиот гроб се наоѓа во Бамбершката катедрала. Доста беа мрачните приказни. Еве го Бамберг во друго светло. Од 1993 година целиот стар град е под УНЕСКО, бидејќи овој град има историја повеќе од 1000 години. Ја седнаме да јадеме нешто благо со Дијана, пошто цел ден снимаме, цел ден одеме по Бамберг, веќе нозите не болат и Дијана веќе нема нерви да ме снима, пошто гладна е. Сега нарачаме едно благо и ќе видиме дали е добро. Ќе ви направам тест за 2 минути, кога ќе стигне. И еве, донесеа ми сега еден котел, црвен како петел, и сега ќе опробам дали е вкусен. Убав е, Ово алкохол има унатре, нели? Да, малко. Па малце. Ајде да пробам и ово тест, што викат у модерно време. Браво за мајсторот или мајсторицата што ги има правено сладки, да. Види. Кора, фил, тврдина, омекнувач, се има. А ово котело многу јака работа. Бамберг е место за уживање. Верувајте ми, ако имате можност некој пат да дојдете у Германија, обавезно посетете го Бамберг. Има преку 1000 градби што се зачувани и што се под УНЕСКО. Сите се у стариот град и можете да видите, значи има музеи, цркви, катедрали. И луѓе, фала ви на сите од срце за поддршката. Обавезно запратете го мојот канал и ви ветувам дека во иднина ќе снимам уште поинтересни и уште полуди клипови, многу луди авантури, ќе патуваме низ светот, ќе правиме се и се што и ќе снимаме секакви луде видеа. Фала ви од